Градбата на патот одстапува од предвидената траса. Одземено е дел од нашиот имот без да не прашаат, реагираат сопствениците на имот во местноста Горен Бунар над градските гробишта во Штип, откако почна да се гради патот кон Новакова чешма. Спорно за нив е што со механизацијата се поместени мегите, откорнати биле родни дрвја и шума, со што им било причинето и штета. Проблемот е што никој нас не е консултирал, никој не е питал, бијќи воси собствено се мојачи. Треба некој, сега они тука имаше дрва, имаше миндали, шума има. Дојделе пожарната и сечеле, дојделе Штипи, он собрал дрвата, однесел си ги. Како може у туѓо имање, у мој имање, то не е на друг. Стоименов тврди дека имотот е негов. Посредбата со одговорните од општината не постигнале договор за решавање на проблемот. Сега вели дека ќе бара обештетување, ако треба ќе поднесе и тужба. Документи има, тоа е на четворица браќа, делено ни е, ево, там тоа е моето, на другиот брат, на третиот брат, на четвртиот брат. Ние сме четири, важно тај дел е мој, од дрвото натаму е, тоа е моје натаму. Сега што барате? Барам да се доведе како што е било. Во сега да се чисте и дрвата да ми се најдат. Сакам, тоа си мој се дрво, не може да иземе Стипио, да иземе, не се негови Стипино. Ќе барате ли обештетување? Па ако треба и ќе барам. Тужба ќе поднесам, ако не. Од општина Штип велат нема ништо бесправно. Проектот е одобрен од Европската унија. Според номеричките податоци и елаборатот, тоа е имот на државата. Средствата се добиени од ИПА грант за рурален развој и пред да се аплицира, значи се изготвени елаборати, геодетски елаборати, со кои што се потврдува дека целиот имот кај што ќе се одвива патот, кај што се гради патот е на Република Македонија. Некои од жителите кои што некои места ги држале повеќе од 30-40 години и имаат, мислат дека имаат некое законско право дека ќе ги приватизираат и сега се бунат дека им се одзема со изградбата на патот. А со самата изградба, значи со самиот елаборат се докажува дека целиот простор е на Република Македонија. Изградбата на делницата од градските гробишта до Новакова чешма почна овој месец. Во првата фаза проектот предвидува изградба на асфалтен пат од 1200 метри кој ќе минува низ викенд населбата Плуждино, а во наредната фаза до изградба на патот до Штипското село Долани. Инвестицијата е грант од Европската унија вредна 120.000 евра.